Трет ден поред кочанчани не отстапуваат од своите барања за чист град и дислокација на градската депонија. И денеска продолжуваат протестите кои се организираат на кривината која води кон Пониква кај селото Бели. Одзивот на граѓани е задоволителен. Се организираат во неколку смени и целодневно ги блокираат возилата кои носат смет на депонијата со цел да не се пали да не го загадува воздухот. Депонијата тоа мораме малку црното да го направиме бело. И така си ја крстивме, зашто голема мака имавме сите овие изминати 365 дена поинтензивно. Иначе депонијата е рак рана на Кочани повеќе години, меѓутоа сега кулминираше. Одзивот и поддршката на народот е солидна, а моето лично мислење дека е минорна во однос на тоа што треба да си го одбране собственото здравје. Проблемот со депонијата е децениски, но последната година кулминираше. Повозрасните граѓани согласни дека чадот го чувствуваат како отров. Загрозено е нивното здравје, а последици има и кај децата. Реагирале многу пати, ама велат решение нема. Цела година тие димови, тај отпад на целото население на Кочани општини и другите општини не трове. Значи дојдено е веќе до крај што како може да кажеме. Ние како пензионери, иако изгледам млад, јас сум пензионер, значи тешко болен, срчев болесник. Значи ово не нас многу погаѓа пензионерите, а па да не зборам за дечињата, млади дечиња, да не зборам за постари луѓе, значи ова е отров. Имаме многу пати реагирано кај градоначалникот со прашањето со што дозволивме ние градоначалникот да не трове. Значи која му е поентата што го трове својот народ. Има решение како да се среде депонијата. Значи со некое приватно обезбедување, ако пример комуналното јавно предпријатие на водовод нема шанси да го одржува депонијата, има приватно обезбедување. Значи толку едноставно. Нема да одат тие неколку луѓе таму што ја пала депонијата и секи биде уред. Протестот е разбирлив според првиот човек на Кочани. Градоначалникот Љупчо Папазов потенцира дека во моментот интензивно се работи на решавање на овој проблем долгорочно, со што нема да има повеќе горење и загаден воздух. Основното барање е да не чади депонијата. Во суштина ние тоа го правиме. Огромни количини на земја се нанесени на површината, отпадот кој гореше е потрупан и покриен со земја, тековните количини кои се затекоа се складирани на соодветен начин и ќе бидат овие денови третирани и покриени со земја и очекувам дека ќе имаме реална состојба за да не доаѓа до загадување на околината воопшто во Кочани и непосредно околу депонијата и селото Бели. Протестите започнаа во понеделникот со цел сериозно да се сватат барањата на граѓаните и да се дислоцира депонијата во Кочани. На таков начин ќе се реши проблемот со загадувањето на воздухот.